Sve možem preko Hrista koji mi dava sila. Sve možem preko Hrista koji mi dava sila. Stani planino, vrli se vo more to. Begaj od mene, satano, ne vraćaj se poveke. Ja mu pripadam na Hrista Isusa, za svakoga žana vek. Isuse, Isuse. Verovaj ko će se krsti, spasen ke bide, Sina se višen. Stani planino i vrli se vo more to. Begaj od mene, satano, ne vraćaj se poveke. Ja mu pripadam na Hrista Isusa, za svakoga za navek. Isuse, Isuse. Eto srce tebe ti pripada, ljubov ta tvoja me osvetuva. Stani planino i vrli se vo more to. Begaj od mene, satano, ne vraćaj se poveke. Ja mu pripadam na Hrista Isusa, za svakoga za navek. Isuse, Isuse. Isuse Hriste, moj spasitele, život od svojgo dade za mene. Stani planino i vrli se vo more to. Begaj od mene, satano, ne vraćaj se poveke. Ja mu pripadam na Hrista Isusa, za svakoga za navek. Isuse, Isuse. Sve možem preko Hrista koji mi dava sila. Денес во срцето ми вели да прочитам нешто од Тихомир Стојановски од книгата Поуки во дух и вистина. Исус ни вели: остави се земно и врви по мене. Те љубам, Исусе, но што е тоа што треба да го оставам? Што е тоа се? Зошто морам да оставам се? Исто така ни вели да мислиме за небесното, а не за земното. Собирајте богатство на небесата, не на земјата. Собирајте во срцата ваши дела и љубовта, да оставиш, да се ослободиш, да се одврзеш, да мислиш и да го бараш Царството Божјо и ветување дека се друго ќе ти се придодаде. Оставаш се и се ти се придодава. Велиме се оставаш сами од себе си. Се она што го сакаш, мислиш и знаеш. Прифаќаш Божја Исусова волја во Христа Исуса. Кој остава се, мисли и го бара Царството Божјо, се му се придодава. Така го избираш Исус, во Исус и со Исус можеме да направиме се. Без тебе не можеме да направиме ништо, Исусе Спасителе. Исусе, те љубам. Ти си тоа што ни се придодава. Синови човечки се врзани за себе, за телесното и земното, како да ќе живеат на земјата довека. Овде сме привремено, кратко време, во време за милост, привремено, кратко време, во време за милост, да оставиме се и да врвиме по Исуса, да научиме да љубиме, да се оставиме себе си на крстот, да умреме и да се новородиме во Исуса, а ти се врзани за собственото, за собствениот дом, жена, деца, работа, својот живот, а животот не е наш, твој.
си го добил во вдах на дув на дух и имаш малку време да се преродиш. Се што стои меѓу тебе и Исуса е идолопоклонство. Лик на зверот, на кој несвесно, телесно си му се поклонил. Се она што го љубиш повеќе или пред Исус и што стои меѓу тебе е Исус. Ти што сакаш, мислиш, твојата волја не е неговата. Остави се земно и врви по мене. Собирај богатство на небесата, остави се себе си и облечи се во Исусовата љубов. Потоа, роден во дух, врвиш по него. Тоа е духовен пат од нељубов во љубов, од себе кон Исуса, од оставено се до се што ќе се придодаде. Го бараш Царството Божјо и се ти се придодава. Врвам по тебе, светол возлюбен Исусе, за секогаш Исус. Кога сум слаб, тогаш сум силен. Ни вели апостол Павле, силен во себе или силен во него, во Исус. Како заедништво имаш во Исуса? Обредно, телесно, мисловно или во дух и вистина? Цитира слова или живееш Исусов живот? Исус беше последен, беше слуга, го даде својот живот за браќата. Исус ја исполнуваше својата волја на Отецот Небесен. Ти чија волја исполнуваш? Дали си силен? Го знаеш Отецот и Словото? Дали си беден, гладен за дух или си најден од дрвото на познанието на доброто и злото? Блажени се бедните по дух, зашто нивно е Царството Небесно. Чувство дека си спасен еднаш за секогаш те води во гордоста. Кој е гревот? Знаењето те возгордејува. Ти си создание, сад, празнотија без Исусовата мудрост, која ти дава се, живот, здив и се. Ти си прва земна кал, ти си прав земна кал, без дух на вистината. Позицијата дека знаеш дека си спасен, крстен, во вода крстен, во дух, те прави вавилонец, да се здобиеш со име, да се искачиш највисоко. Кој го спознал Отецот и Неговото Слово? Наместо да паднеш ничком, да се покориш, покаеш, да бидеш слуга како Исус, да бидеш сад за употреба, да ја извршуваш Неговата волја и Он да зборува низ тебе. Да бидеш слаб во себе и силен во Исуса Христа и вистинско крштение со Свети Дух. Да дозволиш Духот да те подучува и води да го прославиш Исуса со себе и да викаш Ава Оче, да му дозволиш да те направи силен, да се всели во тебе, во твоето срце, да преплавува љубовта, да направат сокровиште Исус и Отецот во тебе. Тогаш си силен во Исуса Христа, не самиот ти. Имаш духовно заедништво во Исуса Христа, еден дух си со Него. И телесното, обредни врски се само имитација, поддржување на духовните. Така ја живееш љубовта, живееш Исусов живот. Не плачиш, бараш спасение, мир и вечен дух за живот. Силата и слабоста се категории помеѓу духот и телото. Пишано е дека духот е бодар, а телото е слабо. Вистина, вистина ви велам, во духот е љубовта и животот, за секогаш Исус. Амин.